Почитуван министер за транспорт и врски, почитуван директор на јавното предпријатие за одржување на патишта, почитуван градоначалник на Ресен, почитувани присутни. На целата територија на Северна Македонија во тек се интензивни градежни работи на автопатни решенија и на експресни делници, на реконструкција на голем број магистрални и регионални патни правци. Сите овие активности се резултат на силната определба да ја поврземе целата земја и внатрешно во селата со градовите и надвор кон соседите. Тука сме за да ги одбележиме градежните активности на делот од регионалниот пат од Ресен до Охрид преку Галичица. Работите на рехабилитацијата предвидуваат отстранување на оштетениот асфалт, корекција на основата на патот и асфалтирање, кој јавното предпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта го изведува во две фази. Првата фаза е делницата на патот од Царина од Тешево до превојот на Галичица во должина од 14,9 км. Вредноста на инвестицијата на оваа делница изнесува 60 милиони денари, пошто ќе продолжи реализацијата на втората фаза од превојот на Галичица до приклучување на патниот правец Охрид Свети Наум во должина од дополнителни 15 км, за што се предвидени уште 60 милиони. Станува збор за рехабилитација на исклучително важна делница од регионалниот пат Ресен-Охрид. Освен што ќе се подобри квалитетното патно поврзување помеѓу овие два града, ќе добиеме современа патна инфраструктура која ги поврзува двете најзначајни туристички места и двата најзначајни туристички центри во земјата, Охридскиот и Преспанскиот. Со тоа, на туристите ќе им се овозможи соодветни современи услови за патување и за посета на туристичките капацитети на двете страни од Националниот парк Галичица. Освен тоа, со рехабилитацијата на патот преку Галичица, туристите и рекреативците ќе добијат лесен пристап до убавините и потенцијалите на питомите предели на планината за активности како што се планирањето, планинскиот велосипедизам, параглајдерството и другите рекреативни активности и адреналински спортови. На јавното предпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта, како и на сите подизведувачи, им посакувам успешна и лесна реализација на рехабилитацијата на овој патен правец во предвидените рокови. Благодарам.